Одлуки за доделување на финансиски средства од буџетот, извештаи на јавните предпријатија и прашања од областа на урбанизмот се најдоа на дневен ред на денешната седница на Советот на општина Гостивар, 34-та по ред. Од општинската каса ќе се издвојат 615.000 денари за активности на младинската организација ЈЕП, со која локалната самоуправа има подпишано меморандум за соработка. Скоро 1 милион денари ќе добие невладината ИГИ, а парите се во рамки на проектот за стационар за куќиња скитници, за плати и надоместоци на вработените преку целата година. Одлуката за доделување финансии на Сдруженијето за интеграција на ромите Светлост најде на остра реакција од советникот на Демократски сили на ромите Кашмир Салиу. Тој побара оваа точка да се изземе од дневен ред, со образложение дека не е консултирана Комисијата за имплементација на локалните планови за ромите и дека постојат одредени проблеми со структурата на Сдруженијето. Оваа комисија ние тогаш ја формиравме како филтрирање едно решение помеѓу мене како член на совет, а и заедницата на роми, составена е од 7 члена, која што е за сите прашања поврзани со ромите. Тие немаат, кај нив нема пристигнато барање од страна на односната невладина, поради тоа и причината, затоа што мора да се запази процедурата. Комисијата е надлежна за сите поврзани прашања и барања за ромите, а после тие го филтрираат тоа до локалната самоуправа. Јас барам иземање на петата точка од дневниот ред, токму поради тие причини, а и поради самата содржина на невладината организација, поради оснивачите и подписникот на невладината организација, с кој што се во крвно сродство. Неговиот предлог не беше прифатен, пошто Салиу најави дека комисијата ќе преземе дејства во врска со овој случај и ја напушти седницата. Советот изгласа Сдруженијето да добие 350.000 денари за реализација на проект. На денешната седница беше усвоена и одлука за реонизација на основните училишта во Гостивар. Како што образложија од секторот за образование, се работи за одлука со која се определуваат реоните при уписи на првачињата. На овој начин се очекува да се избегне проблемот во некои училишта да има многу повеќе првоодделенци, а во други да не може да се формираат класови.